Со мене во студиото е господинот Бојан Маричич, потпредседателот на владата за евроинтеграција, задолжен ресор кој што е многу широк и каде што може да се разговара за многу работи и од разноразни други ресори. Господине Маричич, да тргнеме од тоа што го разговарав и со Љупчо Пуповски, колегата, неговата викенд колумна е посветена на посетата на Борел на Албанија и Македонија и на едно реално незадоволство во Македонија од овој вид на едни строшени пораки, стопати репетирани, повдека си дозволи и европскиот амбасадор да биде малку арогантен на една претходна пресконференција која се најавуваше посетата во смисла на тоа дали тоа ќе се одрази војната во Украина врз македонско-бугарскиот спор и така натаму. И конечно Борел секогаш полошо поминува во Тирана, кај што Еди Рама веќе, како да кажем, има изгубено некакви трпенија и знае цинично со алегории, со метафори и така натаму да им врати на европјаните на овие нивни одолгувања. Како вие гледате на посетата? Ви направи еден негативен контекст, ме занима дали вие така ја гледате посетата? Не. Прво, секоја посета од тој тип на висок представник на Европската Унија за нас секогаш позитивна и добра вест. Без разлика на, да речеме, делумно негативниот одек во јавноста, мислам дека треба да сме задоволни од посетата, бидејќи таа посета дојде во еден тежок момент и целта, барем така како што нам ни беше пренесено, и верувам дека е така, беше да се Европската Унија покаже внимание кон државите од Западен Балкан и да се заблагодари за, особено на Северна Македонија и Албанија, за поддршката што ја дадовме во однос на Украина, со тоа што како еден морален избор, како искрен избор се приклучивме кон санкциите и како држави кандидатки, не само што ни обврска, тука и сметаме дека е тоа правилно. И целта беше да се даде поддршка за тоа и да се даде поттик за продолжување на разговорите со Бугарија. Јас веројатно мислите на одговорот на прашање дали може да ни се вети датум до јуни. Да. Мислам дека ние одамна комуницираме на тоа дека никој не очекуваме никој ништо да ни вети, но очекуваме во моментот кога ќе се завршат сите оние обврски околу реформите и околу Бугарија, околу реформите веќе имаме позитивен извештај од Европската комисија, треба да го затвориме прашањето за Бугарија, очекуваме веднаш да се отворат преговорите. Значи ние не ни треба нам никакво ветување, бидејќи до сега сме имале многу ветувања. Па ништо не се остварило. Ништо не се остварило, така што не мислам ни дека јавноста треба во таа смисла да се вознемирува. Ние наши интерес е да ги почнеме преговорите и во моментот кога ќе ги завршиме сите разногласија со Бугарија, очекуваме Европската Унија веднаш без одлагање да ги почне преговорите. Бидејќи и Борел доаѓа во едно време кое е вонедно, нели? Говориме дека и затоа и посетата да правите така натаму. Има ли некаква навестување, некаква за вонедна помош за Македонија? Вие излеговте сега за викендов со еден Facebook статус во кој најавивте 21 милион евра за поддршка на патна инфраструктура и така натаму, но ние ќе претрпиме како и сите други големи штети од сето ова. Европската Унија сепак многу богата. Може ли нешто да очекуваме поддршка барем во таа сфера? Ние ова прашање го отворивме уште при посетата на премиерот Ковачевски на Брисел и средбите со претседателката на Европската комисија и другите официјални лица. Сега го повторивме повторно, значи во комуникација сме и со Европската комисија и со другите меѓународни финансиски институции за тоа на кој начин најбрзо и најдобро да се помогне на Северна Македонија, бидејќи ние навистина во последниве 2 месеци од нова година наваму, со новата влада наваму, вложуваме максимални напори со директно буџетско субвенционирање на ублажување на ценовните шокови, за тоа граѓаните да не го почувствуваат, подигање на минималната плата, одвојување на средства за пензионерите, заштита на животниот стандард на граѓаните, толку што е можно во оваа ситуација. И други 26 мерки за намалување на дел од давачките за да се ублажи ценовниот шок. Сето тоа го оптеретува буџетот, ние тоа го соопштивме на Европската комисија и во разговори сме за тоа на кој начин и колку може да помогнат. Надежни се тие разговори или се вака проформа? Подготвеност постои, за тоа го каже и високиот представник Борел. Меѓутоа, допрва сега следува да видиме на кој начин и мислам дека ќе има поддршка за повеќе држави, не само за нас. Бидејќи сите се опфатени од криза. Се разбира. На крајот од неделава одите со Ковачевски во Брисел, ако не се лажам. Таму се овие состаноците на високо ниво и заради Украина и така натаму. Што очекувате на тие средби? Прво, премиерот Ковачевски ќе оди како шеф на делегацијата на самитот на НАТО. Тоа е примарната цел на посетата, ќе има можности за други средби, таму ќе биде и
бугарскиот премиер Петков, ќе бидат и други. Мислам дека е добра прилика да се поразговара, како што сме имали разговори во Минхен или на други места, да видиме до каде сме и што можеме да направиме. Ме прашам сега и како член на владата. Господине Маричич, како гледате вие на можноста кризата во Украина побрзо да се завршува? Ние веќе трпиме големи последици, подготвени сме да издржиме подолга криза од ова, што веќе е практично месец дена? Ние менаџираме добро до сега кризата, тоа е, еве јас бев и во Албанија минатата недела и тоа и таму се коментира и во медиумите и меѓу аналитичарите дека Северна Македонија има направено најширок опсег на мерки во регионот и тоа е... Со тоа не се согласува Мицкоски, ги видовме коментарите и во изминатиот викенд, дека се тоа задоцнити, мали мерки. Добро, за криминалите тоа е секогаш еден рефрен кој што се повторува. Ќе продолжите, ќе издржиме со овакви мерки кои што сега ги... Продолжувањето на војната никому не одговара. Пред се заради тоа што се губат човечки животи, се разрушува Украина и навистина е жално да се гледаат тие слики. Европа тоа да го доживува денес во 21 век, така што ние секако ќе во наш интерес и во интерес на сите држави во Европа е војната што поскоро да престане и за да може да се анулираат или менаџираат последиците од таа војна и кои што се тешки, хуманитарни, економски и секакви. Ние секогаш работиме на планот на менаџирање и подготвени сме да ги менаџираме последиците од кризата, но очекуваме и би сакале да војната да заврши побрзо. Во нашето соседство, например во Бугарија, гледаме една жестока проруско, антируско, проукраинско, антиукраинско и така натаму НАТО дебата и така натаму читаме анализи дека всушност се што може русите да подигнат во бугарското општество против воопшто НАТО и против целата оваа кампања што ја водат против Украина и така натаму е подигнато. Кај нас никогаш немало тој вид на, би рекол, инсталации, ако смеам така да кажем, на страна некаква, може би, искрена залагање на разни луѓе, тоа не е спорно, но проценувате ли и како висок представник на владата дека Македонија во таа смисла е стабилна и дека во таа смисла, да кажем, овој тип на хибридни војни кои што се водат жестоко околу нас, дека ние успеаме да ги контролираме? Нивото на да речеме пропаганден напад или напад со дезинформација е секако повисок во Бугарија. На крајот на гриштата Бугарија и претходно била во тој источен блок и нормално е да има посилни структури. Во таа смисла, мислам дека кај нас не е до тоа ниво, но не е ниту за занемарување. Значи, ние имаме и портали и гласници кои што директно или индиректно ги пренесуваат пораките поврзани со во корист на Русија и на Путин. Сметам дека до сега е стабилна ситуацијата. Мислам дека во смисла на информативно представување на реалната слика во Украина сме добри. Тоа го правиме и преку владините канали, и преку медиумските канали се случува. Она што е битно, навистина да цврсто останеме на вистинската страна, да помогнеме на народот на Украина толку што може и да апелираме што поскоро да заврши руската агресија во Украина. Да ве прашам, министре, за крај, бидејќи ќе треба и да заминувате, во која фаза сме во бугарско-македонските односи, бидејќи таа агенда си тече и некако откако, да кажем, во првите недели беше во фокусот и така натаму, сега како да се претвара во една нормална, рутинирана, да кажем, и така натаму. Лажен е тој впечаток, овака однадвор гледајќи или навистина и внатре веќе се, како да кажем, подсмирени односите и се работи на една конструктивна агенда? Односите се подсмирени, провокациите се сведени на минимум. Мислам дека освен поединци кои што можеби го видовме на господинот Димитров, го доведува, да, тоа и мислам. Она стварно непријатно. Генерално не постои негативна комуникација ниту во јавноста, ниту надвор од јавноста меѓу двете влади. Тоа значи дека новиот пристап даде резултати, дека успеавме да ја нормализираме комуникацијата, таа да се одвива на повеќе нивоа, да овозможиме и други
резултати освен она што е Добро, што поврзано е со право и историската украинската комисија. криза малку ви го Секако дека и украинската шмука, криза, да кажем, вниманието. бидејќи не стави и природно на втор иста колосек. страна со Бугарија. Тоа е едно, ама и на втор колосек како тема. Така што мислам дека она што можам да го кажам е дека интензивно работат сите и овие работни групи што се на, да речем, помалку политичките теми, иако и таму има политика, економските, инфраструктура, зелена агенда и така натаму, и тоа веќе тече, се подпишуваат меморандуми, бевме во Софија пред 10 дена со работната група каде што сум и јас. Паралелно има интензивна комуникација и на највисоко владино ниво, и на ниво на Министерството за надворешни работи. Мислам дека се разговара за сите отворени прашања. Дали и како ќе успееме, ќе видиме во наредниот период. Нема да лицитирам ниту со временска рамка, ниту со исход, бидејќи знаеме дека бидејќи се разговара во пакет, тоа што го и најавивме, не може да кажеме дека е нешто договорено, дека се не е договорено. Добро, но од ова што го кажувате, можем да разберам дека вие како влада сте задоволни во која насока и со кој темпо и со кој квалитет одат работите? Ние сме задоволни од тоа што има директна и отворена комуникација со бугарската влада и од тоа што јасно се разбираме околу нашите позиции и ние и тие, и сега е умешноста е како да изнајдеме решение за сите отворени прашања. Не ве загрижува што во Бугарија премиерот Петков, како да кажем, на внатрешно политички план му се дестабилизира ситуацијата, бидејќи таму жестока е пресметката со некои претходни структури, не барам да ги коментирате, се разбира, ама тоа се истите структури со кои што претходно се правеа договорите околу македонската интеграција. Премиерот Петков од самиот почеток нам ни кажа, исто како што и ние му кажавме, дека внатрешната политичката ситуација не е едноставна ниту кај нас, ниту кај нив. И ние сме свесни за тоа од почеток. Не сакаме ниту ќе направиме било што да му одмогнеме. Во таа смисла, негова задача е сепак како премиер на Бугарија да ги менаџира тие работи, јас сум сигурен дека ќе ги менаџира. Нам ни е важно да не се пропушти оваа прилика во овој период да се обидеме да изнајдеме едно фер, достоинствено решение кое што ќе го затвори овој спор и ќе не однесе во едни помирни води и ќе трне од маса блокадата за почеток на преговорите. Добро, за што би се рекол за при крај на март, релативно сте оптимистичен, господин потпредседател. Не, јас само пренесувам што правиме и што работиме, дека продолжуваме со напорите. Не реков ниту дека имаме гарантиран успешен исход, не се обврзувам ниту со временска рамка, бидејќи тоа е крајно неблагодарно. Ние ќе направиме се да речеме, еве во рамките на ова француско претседателство има некој исход, доколку тоа не се случи, продолжуваме и понатаму, меѓутоа поважно е да изнајдеме добро решение и тоа решение да помине и навистина да дојдеме до отклонување на блокадата, отколку да билдаме оптимизам или песимизам и да кажуваме сега не до мај до септември, не до септември до април. Не, тоа воопшто не е суштината во целата работа тоа. Целта е да го трнеме прашањата од маса и да ги почнеме преговорите. На 1 минута до 10 часот ве ослободувам од разговор, бидејќи мислам дека морате во собранието да на собраниската координација така ви почнува негдека нешто после 10 во навистина 9:59. Му се заблагодарувам на господинот Бојан Маречиќ